Нашиот град Велес е препознатлив по добрите спортски клубови и секако успешни спортисти, како во другите спортови, така и во фудбалот. Фудбалската школа Академија НАЦАФ е релативно ново случување во нашиот град. Оваа школа има за цел да го развие спортскиот дух на младите фудбалски таленти. Повеќе на оваа тема ќе зборуваме со првиот човек на оваа школа. Тоа е тренерот Маријан Нацав во придружба со двајца членови од тимот, а тоа се Михаил Павлов и Матеј Панов. Добро утро на сите и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам на почетокот, еве, да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска програма. Господине Нацав, разговорот ќе го започнам со вас како прв човек на овој тим. Релативно сте нов тим. Започнавте околу на почетокот, поточно на средината на октомври месец изминатата година. Како напредува вашиот тим од тогаш па се до сега? Вака, ние започнавме некаде во октомври, околу 20 октомври. Так. Значи на првиот наш состанок имавме 18 членови нови, што ги запишавме. Така да до ден денеска, значи до март месец, броиме 83 члена и мислам дека бројката доволно зборува за каков напредок имаме во врска со школата. Така, токму и тоа ми беше следното прашање. Со каков играчки кадар, поточна капацитет располага вашиот клуб? Какви се групи постојат во вашиот тим? На почетокот, пред да започнеме со разговорот, ми кажавте дека сте распределени по групи. Ете да кажеме конкретно за тоа на која годишна возраст, како се распоредени групите. Па вака, значи кај нас најстариот член е 2001 година, а најмалиот е 2011 година. Значи, ние тренираме, голманите се тренираат, си имаат посебен тренер за голмани. Голманите тренираат, значи, сите генерации заедно. Значи, од најмалиот 7 години до највозрастниот е 15 години. Така, тоа е Михаил? Тоа е Михаил и неговите другари, мислам, фудбалски колеги, голманите. Другите генерации ни се поделени, значи 2001, 2002, 2003 генерација тренираат во една група, пошто се поголем број и они се слични со тренинзите и тренираат заедно. Останатите групи се 2004, 2005, 2006, значи годишно се една година разлика, но тренинзите се така направени да ги опфаќа сите три генерации. И останатите се 2007, 8, 9 и 10 и 11 веќе имаме. Значи, они си тренираат во посебна група, они се на крајот од тренингот, мислам, посебно на нив се обрнува внимание, пошто се они многу помали и многу повеќе треба да учат за разлика од другиве. Така, ете и прашање ќе упатам до дечињата, поточно членовите на вашиот тим, па потоцно ќе ни кажете како ви се одвиваат тренинзите. Михаил, ти ете си веќе и најстар во тимот, 15 години и голман си, така? Да. Кога започна со твојот спортски дух, со спортувањето со фудбалот? Зошто фудбалот го одбра токму, а не некој друг спорт? Па јас започнав со спортување во фудбалот уште на 6 годишна возраст. Так. Имам тренирано 10 години, поточно 9 години фудбал. Фудбал го одбрав затоа што мислам дека најмногу ме влече и мислев дека е машки спорт. Сите викаат најмашки спорт е фудбалот. Ти, Матеј, од кога почна да тренираш? Од 9 години и го одбрав бидејќи највеќе ме влечеш. Така. А сега колку годинки имаш? 11. Така, ти, Михаил, си голман. Да. Дали твоите почетоци беа на голманската позиција или пак сега се префорли во голман? Од секогаш, така. Ти, Матеј, што играш? Играч, одбрана. Играч, во одбрана? Одлично. Господине Нацав, кажав и претходно ќе се надоврземе како ви се одвиваат тренинзите. Ајде ете малце за тоа да им кажеме на гледачите и за сите оние родители кои што не гледаат, веројатно сакаат да знаат како ви се одвива тренингот. Вака, ние тренираме 3 пати во неделата и сабота или недела имаме утакмици. Значи обично во вторник предпладне сме од 9:30, односно во 10 часот ни почине тренингот, а попладне сме од 14:30, значи од 2:30 па до 5:30 сатот сме, мислам до 17:30 сме на стадион. Так. Значи вторник, четврток
и петок сме редовни таму, во зависност нели како се терминиве со другите екипи, пошто имаме проблем со стадионот со термините. Така. Петок или среда го бацуваме, ама петок претежно правиме тренинг и сабота или недела имаме утакмици. Закажуваме дали Одлично. пријателски, дали првенствен. Така. Со какви техники се одвива вашиот тренинг? Веројатно секој тренинг ви е на различен начин. Ете, како изгледа еден тренинг, со какви реквизити располага клубот, ете и тоа да го споменаме. Па вака, нашите тренинзи се направени врз основ на генерациите на децата што се... Ете, во позадина морам да потенцирам дека на снимката го има и Михел. Тоа е дел од тренинг со голманите, кои што ги Одлично. обавија нашиот тренер Зоран Ристевски, кој е бивши репрезентативец на Македонија и поранешен голман во Борец и во многу екипи низ држава. Така. И да продолжиме со прашањата. Значи, ние спрема генерациите ги правиме тренинзите. Значи, обично вторник ни е интензивен тренинг кај што мора кондиционо да се крене пулсот ни, што го викаме фудбалски. Зборувам за генерациите 2001, 2 и 3, 4, 5 и 6 исто и канив следуе таков тренинг во вторник, додека кај помалите одиме на координација, на такви работи, пошто они се почетници и малку нели им требаат тие работи. Грото работиме со топка, значи повеќето од времето на тренингот ни е со топка, немаме суво трчање, значи оноа што е без топка, претежно со топка, мора да се научат сите фудбалски елементи, да се повторат, тој што не ги знае, и у глобала е тоа, значи вторник, четврток и петок четврток и петок ни е техничко-тактички тренинг, за сабот или недела кога играме утакмици, за децата да бидат спремни, да знаат што следуе во тој меч што треба да го играме и тоа е углобално. Кој временски период имате тренинг? Ете за сите оние кои што се заинтересирани да дојдат на нашиот стадион да ве побараат доколку сакаат нивните деца да бидат дел од вашиот тим? Па значи вторник, четврток и петок од 10 саат од Сабајле. Така. Од 10 до 11:30 и на поручек сме од 2:30 па до кај 5:30 таму. Одлично. Ете една покана да сите родители и деца кои што сакаат да бидат дел од вашиот тим. Ќе ве прашам вас како ви се одвиваат вас, кој ви е најомилен дел од тренингот? Дали можеби оние надпревари кои што ви ги подготвуваат вашите тренери или на самиот тренинг ви е поинтересен? Па сепак надпреварите се нешто најинтересно, но и на сите тренинзите. е тоа, така? Но и на тренинзите се чувствуваме многу добро, сите сме вклопени, заедно сме. Така. Тебе, Матеј, кој ти е најомилен дел од тренингот? Дали можеби трчањето кои што според мене, јас бидејќи сум бивша спортистка, мене секогаш ми бил омилен оној првиот дел, загревањето и она трчање што секој тренер го дава како задача на почетокот. Тебе што ти е најомилен? Загревањето. Загревањето и трчањето, така? Одлично. Нешто друго би сакала да потенцирам, веројатно работите со овие млади фудбалери, кои освен вас се вклучени во тимот, како тренери, како одговорни лица на сите овие деца кои што ги имате во тимот? Па освен мене, тренер е и мојот брат Благој Ченацев, исто Така. бивши играч кој има 25 годишно фудбалско искуство во Одлично. првата лига во нашава држава. Значи он работи со еден дел од генерациите и тренерот на голманите Зоран Ристевски, пред малку кажав за него, значи исто бивши голман со многу големо голманско искуство. За сега сме тројца, но во план сме во текот на, односно крајот на месецов, очекуваме уште еден тренер кој што ќе ги води најмалите оние што се 2007 до 2011 генерација, исто бивши фудбалер со искуство фудбалско, што е најбитно. Така да го зголемуваме полека бројот. За сега сме тројца, до крајот на месецот уште еден тренер ќе имаме четворица.
Одлично. Последниот упис да наречам дека ви беше во февруари. Дали можат сите оние кои што се заинтересирани да дојдат на било кој ваш тренинг и да започнат со фудбалот? Тоа ме интересираше. Да, уписот беше пуштен. Дали има официјален упис на дечиња или може секојдневно некој од родителите или од децата да дојде и да ви рече еве јас сакам да тренирам фудбал? Да, значи во февруари ние го пуштивме тој упис на деца, бидејќи подобро е децата да почнат од почетокот, као на припремен период, за да може да стасаат за понатаму. Така. Значи не ни е официјален тој, секој дневно имаме нови уписи. Сепак вие сте школа и што да. можете секој... Минатата недела само имавме 12 нови дечиња што дојде да се запише, така да не ни представува никаков проблем. Ние сме отворени за сите заинтересирани што се. И не ни менја времето дали било февруари и дали сега. Так. Знаеме што треба да правим. Вие како тренер како гледате на сите овие млади дечиња кои што тренираат фудбал, конкретно за вашиот тим? Дали има предиспозиции во некој од веројатно нема сите да станат успешни како поединци на ниво на држава и пошироко. Гледате ли успешност од некој од нив? Па вака, морам да кажем дека еве ние колку сме 5-6 месеца веќе школа, изигравме неколку добри надпревари со прволигашки екипи, што се некои нешто во држава. Веќе имаме понуда за 3 дечиња, значи за тројца фудбалери, зборам за поголемата возраст, значи од возраста на Михаил, така? Да. Веќе имавме тројца за да ги отстапиме зимово да настапуваат во тие прволигашки екипи за да играат утакмици. Но сепак решивме да не ги пуштиме нив, бидејќи се уште мали и нели ние градиме школата на нашите фудбалери, а не на некој друг да му доставиме готов производ. Така да од останативе дечиња, значи не само дека тие се квалитетни, значи останативе дечиња има доста талентирани. Талентот секогаш се гледа на мали. Талентот се гледа уште одмало и да не ја разбираш, ќе видиш дека е талентиран. Значи со нив ќе работиме. Не значи дека секој ќе биде фудбалер, тоа нели, ама мислам дека имаме добар склоп на дечиња, на фудбалерчиња добри и мислам дека со напорна работа дека ќе дојде до израз нашата работа. Така. И вам ќе ве прашам, дали можеби сакате во иднината да станете некој успешни фудбалери на ниво на држава? Не мора да биде настрана и во државава имаме успешни фудбалери како Пандев. Ета Панче Ќумбев е од Велес и тој беше успешен и се уште е секако. Дали го сакате тоа? И потоа ќе ве прашам кој ви е најомилен фудбалер и за кој тим навивате? Па секако дека сакам да станам нешто повеќе од само да тренирам и да бидам на утакмици, сакам да бидам дел од македонската репрезентација, може нешто пошироко. Ти Матеј, ако си малку помал од Михаил, ти кој сакаш, кој ти е идол? Еве, тебе ќе те прашам. Како? Неймар. Браво, за кој тим игра тој играч? За Барса. Значи и за Барселона навиваш, така ти Михаил? Навивам за Барселона, а омилен ми е Клодио Браво, голманот на Манчестер Сити. Одлично. Господине Нацев, јас ќе ве прашам и кажавте, не кажавме за вашето искуство околу фудбалот, вие сте бивши фудбалер, чинам. Кога посериозно стапивте кон оваа тренерска работа, за конкретно да се занимавате како тренер на еве овакви млади дечиња? Па вака, мојата кариера беше 20 години, значи ја од 18 години имав професионален ангажман во фудбалскиот клуб Силекс од Кратово. Така. Со кој освоив 3 шампионски титули и 1 куп. Подоцна продолжив во Грција, па кога се вратив продолжив во ФК Победа Прилеп. Таму освоив две првенства фудбалски и уште 1 куп. Значи имам 5 шампионски титули и 2 купа. Така. Кога престанав со фудбалот, уствари престанав сум со фудбалот некои си 7-8 години веќе. И од моменталната ситуација во градов, фудбалска, каква што беше и не беше, испровоцирано тоа, решив да почнам да бидам тренер. Значи тоа е некој си 6 месеца колку ни е школата, а пред тоа се спремав 1 година. Така.
Како се добива лиценца за да бидете еден тренер по фудбал? Сигурно има некој процес, ето за тоа да ни Значи кажете. вака, јас се уште немам лиценца добиено. Така. Значи има про лиценца, А лиценца, Б лиценца и С лиценца. Значи С лиценца е најниската. За таа С лиценца треба да одиш на курс во фудбалска која го организира Фудбалска федерација на Македонија. Таа треба секој да ја посети, односно што сака да биде тренер. Значи мора да оди на тој курс. Само бивши фудбалери кои имаат играно во прва лига не треба да одат на таа С лиценца. Токму такав 20 годишно искуство, нема поголема лиценца од тоа. Така. Ете кажавме. Значи ја ќе одам директно на Б, овој месец ќе се организира тоа и ќе учествувам за таа Б лиценца. Така, она што друго би ве прашала е иако вашите членови се млади претежно, кажавме и на почетокот, какви се надпреварувања им подготвувате? Кажавте дека за викенд играте утакмици врз основа на пријателски надпревари, така вие немате некоја лига во која учествувате. Ете и тоа да го објасниме, како течат надпреварувањата? Значи вака, ние отворивме школата отворивме октомври, значи закаснивме со почетокот на првенството. Се случи некоја незгода на фудбалскиот клуб Јекупица од Јеболчиште, мислам дека е Велешко, и мора они да отстапат од лигата, има детска лига, Централен регион, кај што се надпреваруваат 2004, 2005, 2006. Познавајќи мене како бивши фудбалер, ми се јави од Фудбалска федерација, не замолија дали може да учествуваме со тие генерации да го потполниме празното место на таа екипа. Ние се согласивме да они играат пријателски, бодевите не важат, да играат пријателски утакмици. Додека пак другите генерации закажуваме секоја недела различни утакмици. Значи, еве веќе почнаме со меѓународни утакмици, требаше минатата недела, но поради временските услови не заминавме за Србија. Значи сега на 26-ти, односно во недела, заминуваме на пријателска утакмица во Србија. Така, значи одите и на надпревари надвор од границите на Македонија. Колку вие сте задоволни од резултатите до сегашни кои што ги имате постигнато на сите овие надпревари кои што ги имате играно? Па вака, значи нас резултатите не ни се во прв план. Така. Пошто нели сега се формиравме, се учиме на тоа што треба да се учиме, така да задоволен сум од надпреварите што ги играме, како ги играме во глобала. Така. И се надевам дека резултатите ќе не дојдат малку покасно. Пошто нели во е фудбал, прв пат се состануваме, ние имаме различна тактика на фудбалот, за разлика од тоа пред тоа они што тренирале и како тренирале. И така да мислам дека резултатите ќе се доаѓаат само по себе. Не ни е битно, пак ќе повторам, резултатите, битно ни е децата да напредуваат, да сваќаат тоа што бараме од нив, односно што бара модерниот фудбал на денешно време. Така, започна пролетниот дел од сезоната на сите спортски клубови во сите области на спортот. Како вие гледате на оваа сезона? Дали следуваат нови надпревари, ново дружење на дечињата, значи што ви следи понатаму? Па вака, ќе повторам, значи ние на 26-ти, односно во недела, одиме во Србија, имаме таму пријателска утакмица, еднодневно патување ние тоа, значи одиме са Бајле, играме таму утакмица, се враќаме вечерта назад. Значи таму имаме пријатели, бивши фудбалери, бидејќи нели сме фудбалери, имаме канети сме таму да играме, ќе играме на 26-ти. Подоцна имаме требаше крајот на месецот да одиме во Бугарија. Таму имаме закажано пријателска утакмица, исто познаници мои и на моите колеги бивши фудбалери. Таа ќе се реализира најверојатно во април. Крајот на април на 22 и на 23 имаме канети сме на турнир во Златибор, значи ќе најверојатно со две генерации ќе учествуваме таму. Одлично. Имавме покана требаше да заминеме во јуни за во Париз. Ама сплет на околности финансиски, не бевме во состојба да го прифатиме тој, иако добивме покана и децата сами ја видоа дека тоа е вистина, дека многу низ градов зборуваа дека сето тоа не е вистина, ама децата видоа дека имаме покана, дека се е кој што треба, ама поради финансиски нели причини не можевме да заминеме таму и го одложивме тој турнир. Во јуни месец, почетокот на јуни сме канети, ќе има Арсенал, фудбалски стручњак, односно тренер од Арсенал, ќе дојде, има камп
во Македонија, значи тој ќе трае 2 или 3 дена, таму сме поканети со целата тим? школа, Так, да одлично. присуствуваме и сега тоа како ќе биде, што ќе биде, нели во том потоме, пошто јуни е малку подалеку. Углавно сме со план и таму да присуствуваме и после тоа Секогаш во летниот период мислам дека треба да бидете доволно посветени на сите надпревари и сите тренинзи, бидејќи сепак е лето, не е зимо, не треба да бидете затворени во сала и така натаму. Она што друго би ве прашала, споменавте финансиска поддршка. Вие се уште немате спонзор. Еве еден апел до сите кои што, не до сите, но еве вие што имате да кажете конкретно на оваа тема за спонзорство? Како би ги поттикнале сите оние кои што сакаат и ќе решат да помогнат на вашиот тим? Па вака, значи ние броиме 83 члена. Значи секој оној кој што сака да помогне во спортот, е добро дојден. Добро дојден, значи ние не определуваме волку пари или толку пари да ни се спонзори. Чисто децата ќе го рекламираат било кој да е на своите дресови, а тие дресови ќе траат некои сама доволна реклама, 2-3 години кај што ние низ држава секаде ќе учествуваме, значи не само низ држава, ви кажа дека ќе учествуваме и надвор од држава. Било кој да сака да се рекламира, слободно може да се рекламира. Значи ние разговаравме со неколку фирми. Чекаме на одговор. Разговаравме со градоначалникот кој беше гостин во нашите простори одма на почетокот од кога формиравме клубот. Градоначалникот каже дека значи било кога за било што да ни притреба дека ќе помогне, значи стално кога се работи за деца е вети дека ќе ни помогне и мислам дека ќе си стои на зборот дека ќе го исполни тоа. Моментално преговараме со една странска фирма како главен спонзор да се јави во нашиот тим. Преговорите се во тек, не знаеме како ќе завршат, што ќе завршат, се надеваме на позитивно и мислам дека ќе го решиме тој проблем околу финансиите, односно околу спонзорирањето на еден сериозен и голем проект кој го спремаме. И спонзорот е сериозен и финансиски добро подкова. Така. Еве ќе ве запрашам, ќе го искористиме вашето присуство тука да ве прашам за вашето мислење околу Агенцијата за млади и спорт секогаш доделува стипендии на млади надежни спортисти. Што мислите за ваков вид на проекти на ниво на држава? Значи, кој е вашето мислење? Дали мислите дека со ова ќе се зголеми совеста и на родителите на овие дечиња и на самите деца за се повеќе да сакаат да напредуваат? Кој е вашето мислење? Овака, Агенцијата за спорт и млади, тие стипендии што ги доделува се во ред. Така. Само тие се до одредена мера. Значи, онаа фудбалска школа што ни отворија, што функционира преку фудбалска федерација, е добра, ама и е лоша. Е добра бидејќи се тренира редовно. Така. Значи 4 дена мислам дека они тренираат редовно, кроз викенд си одат секој во својата екипа и таму играат такмици. Од друга страна не се во ред, бидејќи не се прави баш добра селекција на тие дечиња кои што нели треба да бидат прави оние фудбалери што треба да бидат надеж за некоја си идна генерација која ќе не представува нели во сениорската екипа. Така. И е во ред и не е во ред. Од моје гледање. Така, токму така, затоа ве праша ваше мислење. Исто кога сме веќе кај мислењето, знаеме дека во Велес има повеќе фудбалски клубови. Фудбалскиот клуб Борец, фудбалскиот клуб Гемиџи и уште неколку. Така. Како се развиваат овие фудбалски клубови според вас? Што мислите? Не е благодарно, можеби да кажем, за фудбалски екипи. Така, сепак е врз основа на вашето мислење, значи ви имате право на ваше мислење, затоа и ве прашав. Да, значи ја стално го кажувам моето мислење и мислам дека е во ред. Значи, тие фудбалски школи, прво за фудбалски школи да кажам, дека тие се некои си 10 на 12 години више формирани. Ја не знам дека некое дете од Велес што тренирало во тие школи е младенски репрезентативец или игра во првата фудбалска лига во Македонија. Значи не викам да игра во странство, во првата фудбалска лига во Македонија. Едно дете мислам дека има моментално во Шкендија само, и тоа е резерва. Мислам дека се уште младо со години. Друго дете не знам дека игра. Така, тоа е навистина и штета едноставно. Тоа е одраз на тоа што они го работат. Така. Нели? Така. И пак ќе кажам, значи
фудбалски тренер мора да биде човек што се занимавал со фудбал. Значи не може некој си што гледал на телевизија фудбал и сега да учи деца или тренирал во пионери и во младенци да биде тренер, мислам за мене тоа несфатливо. Ко прво со кое искуство и што ќе пренесеш ти на тие дечиња, нели малку е чудно кога ќе те запрашаат вие каде сте играле тренеру или имате ли играно пред волку публика или пред толку. Искуството ја мислам дека е пред се барем за фудбал, пошто кошаркар не може да биде фудбалски тренер. Така, без разлика што гледал он на телевизија фудбал, не може. Значи па за се треба да имаш искуство. Така да за тие школи мислам дека е доволно кажав за што и како станува збор. Додека за фудбалскиот клуб Борец мислам дека е позитивно тоа што влезе сега јак спонзор. Така, знаеме добро дека изминативе неколку, мислам не неколку повеќе години фудбалот тлееше во нашиот град, немаше ништо, никакво случување во врска со овој спорт, па сега се издигна, имаат нов спонзор и така натаму. Се надевам дека и така ќе бидат и успешни како клуб. Ете, да искажете се ако имате нешто. За фудбалскиот клуб би кажал само дека за фудбалскиот клуб Борец би кажал само дека на добра, мислам, добра стаза некоја така, си... на добар пат, значи тргна, финансиски добро подковани, можеби мала замерка моја, не мора да значи тоа, дека треба да бидат повеќе застапени деца од Велес. Значи, така, пошто тоа е и целта. Клубот е трета лига, не е проблем да има уште 3-4 дечиња кои што за година-две ќе го носат товарот на таа екипа која ќе влезе во втора лига, понатаму и прва лига, мора подлога да се прави за велешки дечиња, велешки фудбалери, за да може да го представуваат подоцна за година-две и во прва лига Борец. Да не се оди само на фудбалери од странство, мислам од друг град, од Скопје или не знам Кавадарци или Неготино, која па треба да има фудбалскиот клуб Борец од Велес, мора да има велешки деца. Се сложувам и со вас. Еве ќе ви прашам Матеј и Михаил, спремни ли сте за надпреварите кои што ви престојат, кои што ги спомена вашиот тренер? Дали се подготвувате доволно? Бидејќи ќе имате секој викенд надпревари, без разлика дали се битни или небитни, колку се спремате? Дали сте спремни? Па секој тренер како сме редовни ќе бидеме спремни за тој надпревар, а секој надпревар е битен и одлично. Спремни сме секогаш. Одлично. Морам да напоменам дека Матеј и Михаил се вашите најредовни членови во клубот. Ете ќе ги поздравиме сите останати членови кои што се во вашиот клуб, сите ваши другарчиња и соиграчи. Немавме можност, еве јас ќе кажам дека сите да присуствуваат во нашето студио, затоа ги издвоивме Михаил и Матеј. И за крај, господине Нацов, би сакала уште една покана до сите родители и дечиња кои што сакаат да се занимаваат со фудбалот, да ги започнат своите почетоци во фудбалските води токму во нашиот град. Уште една покана, еве ќе ви отстапам вас простор да кажете. Да, и јас ги поканувам сите родители кои што се двоумат дали нивните деца треба да ги пуштат да тренираат, да го направат тоа, бидејќи спортот е здравје, без разлика дали ќе успее детето или нема да успее. И при изборот на фудбалски клуб, односно на кој ќе го тренира тоа дете, да размисла добро каде ќе го запише тоа, пошто пак ќе речам, не може професор по германски да учи некој англиски. Значи сепак треба да се внимава и на тоа, не дека мора кај нас да го запишат, далеку од тоа, само да си размислат каде би требало да ги запишат. За своите деца да ако сакаат да научат нешто и да се надеваме да ги гледаат еден ден на телевизија и да се радуваат на тоа што во тој момент, односно од сега понатаму, би го сториле за своите деца. Така, морам тука да напоменам дека имате и на социјалните мрежи ваша фан пејдж. Можете телефонските броеви да ги најдат токму таму. Мене ми останува да ви се заблагодарам што дојдовте во нашата утринска емисија. Тим кажавме на сите оние кои што не гледаат какви се активности имате, со што располага вашиот клуб. Ви посакувам успешни надпреварувања и се гледаме повторно за некој ваш нареден успех. Ви благодарам на поканата. Фала ви. Се гледаме повторно.